речени. Браво! Ете така, Македонската радио телевизија има одлична соработка со армијата на Република Македонија. Секогаш сме подготвени за припадниците на АРМА кои што гостуваат и во рамките на утринската програма, се разбира и во другите појаси. Кога станува збор за 15 април, ово е важен ден затоа што на овој ден се одбележува командата за обука и доктрин, и токму на оваа тема разговарам со моите следни гости. Ќе започнам првенствено од мајор Љупчо Шошоловски, командир на наставна група. Добро ви утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и ви благодарам за поканата да бидеме ваши гости во утринската емисија. Така, понатаму постар водник прва класа Сашо Спасич. Добро утро и до вас. Единствената дама овој пат, питомец Софија Велиновска. Добро утро и до вас. Добро утро. И питомецот Филип Лазов, добро утро и до вас. Минатата година беа ваши колеги од токму од оваа команда, зборувавме околу операциите и мисијата, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за 15 април. Зошто токму 15 април е одбран за ден на вашата команда? Со одлука на председателот на Република Македонија, врховен командант на вооружените сили, за определување на денови на единиците на армијата на Република Македонија, токму 15 април е одреден за ден на командата за обука и доктрини. Тоа е датумот кога во 1992 година во касарните и единиците на армијата на Република Македонија пристигнала првата класа на регрути од регрутниот состав на армијата на Република Македонија во независна и самостојна Република Македонија. Таа прва класа на 9 мај 1992 година ја положи свечената заклетва во касарната Илинден. Тоа е важен настан во поновата воена историја на армијата на Република Македонија. Така, вие ни донесовте едно видео, имавме можност да го видиме, малку од видеото, меѓутоа ќе ги замолам од режија да тече за да може да го прокоментираме. До прашањето до постарводник Сашо Спасич, да вие сте подофицер за обука, би можеле нешто да ни кажете околу тоа како сте организирани и каде се реализираат практичните форми на обука во вашиот центар? Да, секако видите, согласно мисијата на Центарот за обука на питомци при командата за обука и доктрини, мисијата е за планирање, организирање и реализација на посебни форми на обука со питомците и слушателите на курсот за офицери по служби за АРМ. При завршување на секоја академска година, се во месеците јуни и јули, се изведуваат терени, тоест обука се изведува, со питомците од прва година, во времетрање од 21 ден, на армискиот полигон Криволак се изведува логорување 1, каде што питомците ги обучуваме во ниво тим и поединец, со тоа што овде се реализираат и посебни форми на обука, како што се гаѓања, имаме ориентационо-кондиционен марш во должина од 25 км, движење по непознато земјиште со помош на бусола и карта, изведување и подготовка на разни гаѓања, како збир на ова е и изведување на единечно боево гаѓање, што представува збир на сите постапки на тактичко и технички постапки и процедури на ниво на кое се обучени питомците од прва година. Со питомците од втора година исто така се изведува логорување 2 во армискиот полигон Криволак. Јас само ќе ве прекинам, дали ова што го гледаме е дел од тие обуки што ни зборувате или ова е општо од командата за обука? Ова што го гледаме е од Центарот за обука на кучиња и дресура. Не е врзано со обука на питомци. Меѓутоа што сакам да кажам дека за обуката на питомците е многу битно дека питомците од прва година ги обучуваме на ниво поединец тим, питомците од втора година веќе одат на ниво за 1 степен до 2 степена повисоко, со што ги обучуваме за командување со оделение и со вод и како збир на тоа, после тоа они реализираат командирско боево гаѓање. После овој терен се подложени на уште еден терен во зависно во еден од центрите за обука на вода.
во Струга Радожда и во Охрид Езерица, каде што питомците се обучуваат во разни техники на пливање со комплет борбена опрема и совладување на водени пречки. И по завршување на зимскиот семестрален распуст, благодарение на одличната соработка помеѓу Република Македонија и Република Црна Гора во Колашин, во Црна Гора, се изведува и обука во зимски услови, каде што питомците се обучуваат во основни и посебни техники на скијање, се обучуваат за скијање со и без лично вооружување, во изработка на објекти од снег, за користење на услови за работа и извршување на борбени действија во зимски услови. Одлично. И прашањето до питомеца Софија Велиновска, можеби јавноста ќе ги интересира кога станува збор за жена во армијата на Република Македонија, секогаш се бара мотивот за приклучување во оваа единица, кој беше вашиот? Така, значи, од секогаш им се восхитував на жените со силен авторитет. Сметам дека да се биде офицер е веројатно најчесната професија што постои. Да се носи оваа униформа со македонското знаме на неа представува пред се привилегија, а потоа и достоинство. Знаев дека патот до офицерските ѕвезди бара одредени пожртвувања, но во ниту еден момент не се размислував, бидејќи знам што сакам и сакам да ми се остварат моите соништа. Одлично, се надеваме дека си успешна во тоа и дека си на добар пат. До питомецот Филип Лазов, да ни позборувате нешто повеќе околу предизвиците кои што ги носи секој навието како питомец. Така. Па вака, видете, питомците секојдневно се среќаваат со голем број на предизвици, меѓутоа веќе се обидам да одвојам неколку кои што баш го дефинираат зборот питомец. Како еден од најголеми предизвици е работа која што ги одвојува питомците од останатите студенти, би го издвоил товарот кој што питомците го носат, да бидат доследни на должностите кои што им ги наложува воената служба, меѓутоа истовремено и да ги извршуваат академските обврски, односно да бидат успешни во положувањето на испитите од воената академија. Како друг предизвик би можел да го набројам и делот на теренската обука за која што веќе зборуваше постраводник Спасич. Значи, по завршување на академската учебна година, како што каже постариот водник, питомците заменуваат на тие теренски обуки заедно со дел од старешините од Центарот за обука на питомци. Со самото тоа значи дека питомецот треба да направи одредена жртва за да посвети голем дел од своето време во ова 4-годишно школување, па и понатаму во целата негова офицерска кариера за извршување на задачите во рамките на армијата на Република Македонија, а со самото тоа, слободното време да му биде сведено на минимум. Освен овие предизвици, има мал број други, односно мал милион број други предизвици, како физички предизвици, така и предизвици од делот на школувањето, меѓутоа мислам дека тие се предизвици кои што баш го дефинираат. А кој беше вашиот мотив, ја прашав и Софија, за да се приклучите во оваа единица? Па за приклучување во армијата на Република Македонија или во воената академија, јас најдов мотив искрено во тоа што мојот татко исто така офицер во армијата на Република Македонија и бидејќи да продолжат генерациите. И секако како што растев, секој машко дете гледа одреден идол во својот татко, во својот родител, помислам дека тоа самото си дојде подсвесно дека и јас би сакал да продолжам понатаму да бидам офицер во армијата. Мајор Шошоловски, ќе го заокружиме полекано сигурно разговорот, а може ли да ни кажете повеќе околу разликата на овој центар за обука на питомци од питомците од цивилните едукативни центри? Центарот за обука на питомци е единица на командата за обука и доктрини, која што е одговорна за организација, подготовка и реализација на обука со питомците и кандидатите за курсеви, кандидатите за офицери на служби. Разликата со другите едукативни центри надвор е во тоа што Центарот за обука на питомци им овозможува на питомците знаења и вештини кои што ќе им бидат неопходни за извршување на нивните први командирски должности во единиците и командите на армијата на Република Македонија. Тие 24 часа, 7 дена во неделата се со постојан престој во Центарот за обука на питомци и според распоредот на дневно работно време кој што е пропишан за единиците и командите на армијата на Република Македонија, те имаат постојано обврски и должности кои што морат да ги извршуваат и да ги почитуваат, се со цел да изградиме цврсти офицери
кои што ќе ги преземат првите должности во армијата на Република Македонија. Да бидат истрени, да бидат честни, да бидат полни со знаења и вештини за извршување на должностите. Така. Јас од името на Македонската радио телевизија ви го честитам 15 април, вчерашниот ден, денот на командата за обука и доктрина. Ве каниме повторно да бидете наши гости во утринската програма. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Благодарам на вас. Почитувани, ние продолжуваме